А сега време да стартуваме со црвена линија. Големо добар ден од мене и во ова издание веќе ја искористам можноста да им се заблагодарам на сите вас кои што особено во вчерашното издание на Црвена линија ви имаше во огромен број. Верувам дека ќе биде и во ова издание така, со оглед на тоа што еве ќе сакаме да ни откриете токму како е во градот и општината од каде што ќе ни се јавите. А еве зашто ќе зборуваме. Во Битола хоспитализирано е 13-годишно дете по напад од кучиња. Битолчанец едва е останал жив откако во центарот на градот бил нападнат од блудница на кучиња. Општините исплаќаат големи суми за оштетените граѓани, каснати од кучиња. Кучињата не се проблем, туку тие што треба да го решат. И за жал Битола не е единствен град со овој проблем. Како е решен проблемот со кучињата скитници во вашиот град? Тоа е она што сакаме да ни го откриете. Зошто и по 30 години никој не се нафаќа да го реши проблемот со кучиња скитници? Она што секако сакаме да ве прашам, има ли државата капацитет пред се да го реши овој проблем? Градоначалникот пак на Приштина ќе се обиде да го реши проблемот со кучињата скитници преку акцијата наречена Дом и куче, доби 50 евра месечно. Можно ли ова решение да се спроведе и кај нас? А она што секако ќе апелираме е да не заследните веднаш на Facebook Црвена линија, секако на Твитер и профилот на Телма телевизија на Facebook. А задолжително ќе побараме да не заследите на Инстаграм. А зошто? Затоа што секојдневно ќе имате можност да учествувате во многуте, се разбира, анкети кои што секојдневно ги поставуваме и каде што очекуваме, се разбира, да добиеме своевиден заклучок какво е јавното мислење. Значи, еве што треба да се направи, доволно е да се кликне на Инстаграм, пред се акаунтот или профилот ни е Црвена линија, а потоа на Инстаграм стори ќе ви се покаже анкетата. Еве како изгледаме таму. Прашањето е дали се чувствувате сигурно кога поминувате покрај бездомни кучиња. Две опции за одговор, да или не. Па како се чувствувате, така се разбира, кликате и не заборавате, се разбира, да го следите, па и активно да се вклучите во ово издание на Црвена линија, а резултатите ќе ви ги соопштам, како што впрочем и постојано правиме таму некаде по рекламите. Па на самиот почеток еве уште едно нешто многу важно, со оглед на тоа што верувам дека ќе имаме и гледачи кои што првпат ќе се вклучат во Црвена линија. Нашиот телефонски број останува ист 023 07 0005. Знам дека повторуваме многу пати, но тоа е секако многу важно да се намали веднаш тонот на телевизорот докрај. Значи на далечинскиот управувач стиснете само мјут или стишете докрај и зборувајте со нас само преку телефонска линија. И сега веќе ако сте подготвени, еве ми јавуваат дека технички се средивме, па еве уште еднаш да можете да ја погледнете анкетата. Тоа и е пожелно, бидејќи еве моето побарување до вас е да не заследите на Инстаграм и секако да кликнете на Инстаграм стори, прозорчето, така и еве анкета. Повторувам прашањето, дали се чувствувате сигурно кога поминувате покрај бездомни кучиња. Две опции за одговор, да, не кликате соодветно кој е вашиот одговор и секако резултатите по рекламите. А одговорите на денешните наши прашања ќе ги добиеме токму од вас, гледачите. Почнуваме со првиот гледач. Добар ден. Добар ден. Јас би ве замолила малку погласно, подобро да ве слушнеме. Јас сакам нешто да кажам во врска со овие бездомни кучиња. Секако? Не сум безбеден кога проаѓам преку нив. А за да се реши проблемот, јас предлагам еден предлог да се воведи данок на овие кучиња што чуваат, затоа што тие сите ги спуштаат, ги чуваат, па ги спуштаат по улица. А кога ќе има данок, тогаш ќе има државата да ги здоми овие бездомни кучиња и ќе има да се платат и работниците и да се направат стационари за нив и така. На тој начин, затоа што секој треба кој што чува куче да си плати данок. Од каде ни се јавувате да прашаме?
Од Скопје. Од Скопје. Па еве сте имале ли ситуација со поголема глутница кучиња, сте се чувствувале ли во даден момент загрозени по безбедност? Да, секако. Али се браниш. Така. Еве, сметате ли дека... Сите улици, не само тоа, него улиците кај што поминува се со измет, со гомна. Да ми простиш, тоа се не можеш да поминиш од гомна. Ајде, дали ви се допаѓа идејата што има спроведено, например, градоначалникот на Приштина, кој што ќе го реши проблемот со бездомни кучиња, скитници преку акција в дом и куќе, доби 50 евра месечно. Се исклучи гледачот, но и ќе му речеме големо благодарам, пред се затоа што се вклучи во ова издание на Црвена линија и топло препорачуваме да продолжи да не следи. Продолжуваме си како со вас. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, од каде ни се јавувате? Се јавувам од Битола. Од и Битола. во врска со анкетата, сакам да истакнам дека се осеќам сосема безбедно од кучината на улица. Во Битола погрешно е презентиран настанот, така да во тој реон каде што е каснато детето, јас се движам, навечер се собираат по 30-40 деца и со камење ги имават истите кучина. И нормално е кучето како животно инстинктивно се брани и го нападнало. Дали го нападнало, го каснало, тоа треба да се утврди. Исто друго е проблемот, имаше во Велес лажни пријавувања на каснатини, на драпаници од куче, меѓутоа се знае, треба во судска постапка со докази да се утврди дали навистина од куче е каснат или само иницијативно се повредуваат, се прскаат со разни црвени окривувајќи ги кучината. Во Битола проблемот не е од кучината, од луѓето што ги остават по улици. Мали кученци исто во пакети ги остават. Фактички луѓето се виновни за кучината што се нашле на улица. Имаше во Битола еден иселеник презентира програма за да отвори стационар. Тоа е од Америка човекот доктор беше. Меѓутоа, општината не сакаше да го прифати барањето да се отвори ветеринарен центар со азил за кучината. 4 години ни оздружи. Благодарам за јавувањето. Добро е тоа што се јавивте од Битола и укажавте како изгледа реалноста од ваш агол. Сега ќе потсетам дека Црвена линија секако апсолутно ова издание не е посветено да зборуваме против кучиња. Туку факт е дека во големите европски метрополи воопшто и нема, особено во северните земји, не можете на улица да видите куче, скитник. Граѓаните и жителите, особено државата, има висок и квалитетен третман кон животните во тие земји. Но факт е дека се повеќе се зголемува бројот на кучиња, скитници по улиците, што е тегобно, мора да признаеме, и за самите кучиња, но и за жителите. Па, еве, интересно е дека се јавува тренд, како што напомена и гледачката, каде што општините исплаќаат големи суми за оштетени граѓани каснати од кучиња. Добар ден. Ало, добар ден. Од каде ни се јавувате? Се слушаме од Скопје. Од Скопје, повелете. Видете, си имал некој човек куче верно и кучето верно и тој верен. Ардама се разболил човеков, отишол во болница. Го направиле операција, нешто со мозокот имал проблем, што се случило како она, го закрпиле таму и сестрата си стрчала кај докторот. Докторе, што направиле? Он вика, шо да? Абе, мозокот заборавиле на човекот да му го вратиме назад. И му вика, докторот, оди праша го што е по занимање. Оди го прашува сестрава, што се занимате, што работи? Вика, ловџија сум. И ова се враќа кај докторот. Докторе, ловџија, не му треба мозок да го враќаме. Зошто? Кучето ќе го води напред, он по него ќе оди. Кучиња да се очистат од градов. Па дури заштити прават, па дури казнуваат некој куче удрил некој. Зошто личи ова гадотија? Кој сака да чува куче, ќе си го врзи и крај. Ќе си го води кај што треба, ќе врзано дома забарикадирано. Еве, кај беше то во Скопје, врзано дома, ама дете во прерипало го изеде детето. Кучиња. Тие немат леп да јадат, кучиња чуваат. Срамота е ова што го прават.
во заштита дури од озгора. Бог. Благодарам за јавувањето. Јас ќе посетам секако да не заборавите да кликнете и на telma.com.mk, секако да си го задржите вниманието на насловот, пошто всушност беше на некој начин повод за да ја обработиме оваа тема во денешното издание на Црвена линија. Насловот е дека во Битола е хоспитализирано 13 годишно дете по напад од кучиња. Во Битола стои дека зачестиле нападите од бездомни кучиња и тоа е изминатиот период, а градските власти информираат дека решение за проблемот гледаат во изградбата на прифатилиштето за бездомни животни. Велат дека градежните активности се во првата фаза, а наскоро тоа треба да добие и дозвола од Агенцијата за храна и ветеринарство. Но ете, слушнавме што каже гледачката која што се јави од Битола, така да укажа на една малку поинаква слика и која била причината. Што ќе кажете вие, ќе слушнеме секако понатаму. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Ало? Добар ден, намалете го тонот на телевизорот. Дали сум јасно? Вие сте во Црвена линија, но намалете го тонот на телевизорот за да се слушнеме побаво. Да, го намали веќе. Одлично, повелете. Сакам да ве прашам. Јас имам куче. Јас знам што значи куче и што значи љубов према галениче и милениче. Меѓутоа, треба луѓето стварно да разберат дека треба да се грижат за тие луѓе на кучиња, некои на улицата. Треба некој прво да ги нахрани, да ги вакцинира и да не бидат опасни. Или треба нешто да преземат, да се направи стационар и да бара од граѓаните ние да носиме храничка, зашто јас имам куче, би носела. Така е зборот. Према градот, ако сака така да постапиме, и ние да носиме да ги чуваме кучета. Животинчињата не се криви. Животинчињата се јадни. Извинете, ве молам. Ве Тоа слушаме, да продолжете секако. Тоа ви кажам. Тоа би сакала да бидат некако заштитени животните. Не се тие криви во ништо. Кажете ми како ви изгледа идејата која што или акцијата која што има спроведено, на пример, градоначалникот на Приштина за вдомување на улично куче да се добијат 50 евра месечно и така да се реши проблем. Тоа сигурно дека некој ќе го припати, меѓутоа оној што љуби животно, што сака, ништо не му значат 50 евра. Ако сакаме да зборуваме. Така, благодарам многу за јавувањето и уште еднаш за да не се добија погрешен впечаток. Значи, ние како редакција и телевизија апсолутно немаме ништо против миленичињата, ниту пак против животните. Но она што мора да признаеме дека барем во високо цивилизираните и развиени земји апсолутно е невозможно по улиците да се среќаваат глутници на улични кучиња. Државите го решаваат тој проблем и тоа најбезболно и секако на задоволство и на животните, но и на задоволство на жителите, каде што воопшто и нема чувство дека жителите се против животни. Но како кај нас да се реши овој проблем? Еве, можете да слушнете што велат гледачите, па еве, каде го гледате вие решението? Добар ден. Добар ден. Поздрав многу. Голем поздрав. Да, благодарам, многу убава тема сте ставиле. Баш вчера кога ви кажував дека се шетам у парк секој ден, сега исто така вчера ми се случи, значи таму кај стадионот, значи тема има, можеби јас не можев да ги видам колку се имам проблеми со видот, ама сигурно беа 10 кучиња. Од каде ни се јавувате, се извинувам? Од тука, од Рузвелтова. Така. Од Скопје. Значи, толку се лајат толку силно, значи, и да не се плашиш, ке се уплашиш, значи, или трчаат низ парк. Сега не трчкаат, него тие трчаат, по некого трчаат, што прават. И сега видим, молим те, уместо ние да се прошетаме во паркот, да уживаме главините на зеленилото, јас мора вчера да одам по тротоарот тука покрај бараките, затоа што се плашам од кучиња.
И сега ќе каже некој не ги закачи, нема да те закачат. Јас не ги закачам, ама се плашам. Едноставно, кога се многу во група, јас се плашам. И сега не знам како не им пречи на луѓето тука, ете тука и сите од телевизија да реагираат, нешто да се каже. Зошто Ајде, никој каде не се гледате решение да се реши овој проблем, безболно, како и за куќињата се разбира и за жителите да нема вакви ситуации? Па не знам, ти на оваа нема мунди, зошто постои? Требаше нешто да се направи, значи. Јас разбирам дека куќињата треба да се сместат некаде, а не да трчат по улици. И друг сакав да кажам проблем, и не само со уличните куќиња, него сите тие, вие што имате куќиња, па и керка ми, и внука ми сите, ама зошто дозволуваат измето да има на улици, по паркови, по треви, и тоа ми пречи многу, значи не заинтересува. Благодарам многу за јавувањето и еве уште една информација, ќе ни биде драго ако имаме гледачи кој што ќе се јави од североисточниот плански регион. Интересно е дека општините токму од овој плански регион се едногласни во потребата од изградба на заеднички центар за згрижување бездомни куќиња. Ова го има истакнато и градоначалникот на општина Куманово, Максим Димитриевски, кој што според него таквата идеја добра, но има и многу предизвици. Се поставува проблем и откако ќе се изгради тој центар и ќе се пополни капацитетот, како ќе се спречи прогресијата на ширење на куќињата во градот, бидејќи имаме такви случаи во Скопје, каде што и има таков центар. Се направи одреден центар и во Струмица и повторно се појавуваат истите проблеми, бидејќи бројката на домашни миленици која се остава без грижа е огромна. Тоа значи дека мора да се работи на совеста на самите граѓани. Па еве, што мислите вие? Дали можеби е повеќе на совеста на граѓаните и односно оставањето и негрижењето за своите миленици? Добар ден. Ало, добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Дали су во црвена линија? Да, во црвена линија сте, повелете. Сега вака, нека го прашат тука вада си градоначалникот Митко Јанчев. Митко Јанчев му е решил проблемот со сите куќиња скитници. Значи Митко ги фрла куќињата на буниште, отров и ништо повеќе. Значи Митко Јанчев кажу, Македонија е сиромашка земја, народ нема леб да јаде. А извинете, како еве според вас високо цивилизираните земји не ги трујат животните, а нема ниту едно бездомно куче? Ама не, Македонија, господјо, е сиромашка земја. Нека го прашат градоначалникот на Кавадаци како се справува. Значи, он ги фрла на буничи и ништо повеќе, ни помалку. Македонија е сиромашка, народ нема леб да јаде, се прават стационари, што ти знам, да издава мајка, кој ќе плаќа? Дали се сестивали за кој да реđe дојде на Македонија? Македонија не е богата така земја, куќијата да гледат. Значи, на лицето расте на куќијата, а на луѓето се намалу. Значи, тие едни жени, мајка, подкитно парламентот да отворе расправа и да го укинат тие закон. Каква лајка, каква мајка. Благодарам и за вашето јавување. Слушаме малку поинакво мислење од досега гледачите што се вклучија. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Тинче, не сме јаве овај увек ги кучињата брани. Ја да ти кажем, Тинче, ја цел живот одраснав со кучиња. Ја едно куче 20 години го чувам, можеш да замислиш. Тој си зависи до газдите. Треба да си ги чуват кучињата, да си ги ранат, да си пазат, да не направат некој. Еве, ја чувам моје куче и знам, беше да го земем унуката, знаеш, од школа и не сам ga видела по мене, знаеш. Улегна у школа и оно се скрило позади мене, ама мирно. И гледам дечињата кој како искачат, сите бегат. И ја викам, што бегат овие од мене? Леле, кад гледам, обрна се оно поза мене, ќути, абе викам, менде, што тражиш тука? И он се искочи, доведо си ga дома, да ти кажам, после од лоши комшии, нели, се сметални, ово, оној, кучиња секој. Ја, еве, ти викам, со години, од дете знам израснат кучиња, еве, саки у пензiju, внучињата, и унуката дека најде куче, се на мене доведе ga дома. И ја викам, леле, викам, што правиш со овој куче? Ништо не му прави кученце, то гали га, игра си се. Еве, 2-3 пати ми доводи кучиња, ама ја не смеем од
народ, нели од комшии. И затоа кој сака да се земе милениче, нека си го чува, нека си го рањи, зашто некои гладни, они не се нападни. Баш знам едно сабајле појдо на работа, они осеќат многу, они се попаметни, дури како да кажем, и гледам едно куче баш пред интернатот, леле кад легнало, ја идем одгоре сама, 5-6 саат рано идеше на работа, викам што ќе правим, отвори една порта и викам ако случајно ме нападне, нели ќе бегам. Кучето толку паметно стана отиде си на тамо. И една моја комшика увек кад дојдеше кај нас на гости, она си земе лепче у руки и нели ако случајно кучето, оно оди фрли му лепчето и си оно отиде. Треба да знаеме. Благодарам многу за јавувањето. Тука пред да вклучим уште еден гледач, ќе ве потсетам секако можете дискусијата и секако вашите ставови да ги изложите и преку коментар на Facebook Црвена линија, секако и на профилот на Телма телевизија, каде што ја објавуваме нашата тема. Па и ќе ви прочитам всушност што има досега напишано некој од нашите гледачи. Во Силковски пеца има напишано: без кастрација и стерилизација никогаш нема да се реши проблемот со кучињата скитници. Каролина Кулевска напишала: покрај кучињата се чувствувам безбедно, покрај луѓето не. Емилија има напишано: не верувам дека сакате да знаете навистина како е решен проблемот со кучињата во мојот град. Еве појдете вие новинари во Тодор Велков Куманово, побарајте влез во стационар да видите како е решено. Wait или во превод: почекајте, нема да ве пуштат, иако законски треба да е отворено за граѓани. Снежана Дичевска напишала: пишувајте за изворот на бездомни кучиња, не како по обичај за последиците. Па еве гледачи, еве можеме преку овој коментар на Снежана Дичевска секако да поставиме уште едно прашање. Што е всушност изворот според вас за појава на огромен број на бездомни кучиња? Добар ден. Добар ден. Како е во Македонска Каменица? Како е? Не би очињене. А во Македонска Каменица, ај се кажи, ти се ги собират кучињата. Ги соберат во Македонска Каменица и пушкат во Скопје. Многу студенти ти најдат кучињата во Скопје. Ти ги донесува. Како да иде там? Земат пари, да собираје кучиње, а и пушкат во Скопје. Тоа е само. Така никој се може да се реки. Se može se. To je pritom така не е това решение. Да ги вадиш у каменица, да ги пустиш от хома. Това не може това. Аз притова, това е тира. Може да тира. Благодарам, поздрав, секако продолжете да не гледате. Секако сакаме и да ни откриете всушност како е состојбата во вашиот град, општина, од каде што ни се јавувате. Дали кај вас е решен проблемот или барем многу помалку изразен со кучиња бездомници, односно скитници. Добар ден. Добар ден. Здраво. Здраво. Види вака, ја повеќе се слушам од кучиња на женот, да многу кучиња скитници со 4 ноги се поречи. Затоа што кучињата во кучиња се многу попаметни и помалку агресивни. Агресивата кај се појавува заради тоа што претежно ги даѓаат со камни да тамо и прават закачки, да им пукнете лепченци на некој пачни, што му останува или било што. А тие што ги пуштаат кучињата, значи, собствениците, па нели се води тоа чипирање, како се викаше тоа, каде што страдата води тоа куче се пушта да чипите пред некоја собственица или пред некој братство или било што, бидејќи предвижда тука се моцнаат, очекуваат некој да им преде некој јавење. Значи, чипот таде е тука војда. Тука ме чипи. Не ли го чипираш? Значи, газата го чипира и после нема куче. Или пријави го каде си било кучето, па да го најдеме, па да ти го предадеме, да го ставиме стационари и работи. Значи, тотална неглижа анархија. Значи, службите си ја приправат работата, ако веќе чуваш кучиња, чувај ги за да се треба, ако не, газата затвор. Аз 10 години најмалку, безмилостно, собственикот да се кажа на тоа. Благодарам за јавувањето, ќе посетам, само внимавајте и на тајмерот 90 секунди, но секако дозволено е повторно да и пожелно повторно да го завртите телефонскиот број, па еве и да добиете нови 90 секунди. Добар ден!
Добар ден. Ало, добар ден. Во црвена линија сте. Повелете. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот. Скроз е намален. Добар ден. Добар ден. Моето мислење е малку поинакво. Поголема е наталитетот точно така на кучињата отколку на луѓето. Ама малку на шала ќе кажам, ама може и да биде вистинито. Предлагам извоз на кучиња. Белки ќе се наполни буџетот да се покачат мало пензиите. На тие со по 10.012. Па брука и срамота, во секој град има отпојќе кучиња, џабе чипирање, џабе се трошат пари. Тој што сака да чува, ќе си го чува дома. Ама и тој што сака да чува дома, па понекогаш го пушта. Има луѓе, вистина се плашат од кучиња. Ама ова не може некој да го разбери што не осетил на своја кожа. Ја лично имам такво искуство и не сакам кучиња скитници, ама баш никако. Колку сака, нека се добри, нека се мили, нека си ги чува како што треба дома, во куќичка, со храна, нахранети, чувани, вакцинирани, секако, ама дома, не на улица. А овие на улица да се соберат и еден извоз добар да се направи во Германија, кај што ни ги зедоа децата. Таму нека ги однесат. Таму да видиме како се грижат. Но еве во Германија многу поретко, скоро и воопшто не може да се видат глутници, бездомни кучиња. Да научиме нешто и од ними. Нека ги земат да видиме што ќе прават со нашите кучиња. Каде го гледате вие решението? Еве, дали е грешката во институциите? Што треба? Грешка голема во институции, па ние немаме институции, немаме ни држава, немаме ништо. Кај на што ќе кажи калето? Нема друго ништо, готово. Добро, благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме секако совест. Добар ден. Добар ден. И убав топол ден. Убав топол ден. Па еве, каде го гледате вие решението? Конечно, нели да се реши овој проблем? Пред се градоначалниците се виновни. Не работаат ништо градоначалници. А се согласувам со предходнава говорничка дека имаме повеќе кучиња него граѓани во Република Македонија. Јас сериозно го говорам, не на шала. Верувајте дека немаме народ колку што имаме. Јас живеам во општина Карпош и во општина Гостивар. Верувајте дека во Гостивар имам толку кучиња и пред куќа кога излегувам, ако немам вирсли во себе, не можам да искочам. Морам да ги наранам, а имам од нив тие миленичиња 3 кои што ме вардат и не дозволуваат другите да ме нападнат. Меѓутоа се знаат што е следување вирсли, да ги нараниме. Али тоа го прават градоначалниците кај нас во оваа Република Македонија. Тие нема што да се бавтаат со политика, градоначалници знае што е градска чисточа. Меѓутоа системот е таков кај нас, тие се политичари, тие се маршали за 30%, 20%. За тоа. А што се однесува западноевропски земји во Германија ги успиваат. Дневно по 600 кучиња во Германија и во Швајцарија ги успиваат со инекција. Верувајте дека ова ви го кажувам од тачни извори и дека тоа го пременуваат да се справат со таквите кучиња. А и тоа е спас, друг спас нема. Никој не работи да ги... Благодарам многу за јавувањето. Подсетувам, внимавајте на тајмерот 90 секунди. Сега ќе почнеме малку, ќе ги вклучиме и твитерџи. Почнуваме со твитот на Димитар Вел, кој што напишал: пред канцеларија каде што работам на 200 метри од строг центар се берат по 10 на кучиња и лаат. Се пуштаат по луѓе со мотори, точаци, тротинети. Покрај тоа тука често врват и деца кои не можат да се справат со едно куче, па камоли 10. Никој ништо не превзема. Па има ли според вас државата капацитет да се справи со овој проблем? И зошто и по 30 години никој не се нафаќа да го реши токму проблемот со кучиња скитници? Добар ден. Добар ден. Добар ден, да. Добар ден, добар ден. Добар ден, во црвена линија сте, повелете. Дали се слуша? Се прашувам, се слушаме. Се прашувам и вас ве прашувам.
Се исклучи гледачот, како и да е, имам впечаток дека тонот на телевизорот најверојатно не беше намален, затоа еве подсетување, сега ќе вклучиме и нов гледач, веднаш намалете го тонот на телевизорот до крај. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Ало, да? Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден. Па еве како може да се реши конечно овој проблем според вас? Да кажам прво неколку приметби за гледачите, тој од Кавадарци што се јави, тој од Гостивар, јас се јавувам од Гостивар, и да ви кажам дека бездомните кучиња се толку мили и добри суштества што не задираат никого ако не го задреш кучето. Меѓутоа, тој што кажа со вершли дека се справувал со кучињата, тој лаже. Во Гостивар си лежат кучињата, скитници, ќе му дадеш лепче, ќе си оди, чека да му дадеш нешто, му фрлеш. Ние сме некултурни, имаме некултурен однос према тие кучиња. А тие како ги пуштаат, дали ги пуштаат газди, дали не се нашле на улица, било како и тоа е тоа. Па еве како сега... да не бидат ниту самите кучиња на мака, не е лесен животот на улица, како можеме да го решиме тој проблем? Да се реши со стационари, со добри стационари, како што кажа и една гледачка, граѓаните да носат храна таму. Граѓаните треба да носат самите, да имаат свест, не да кажуваат Македонија е сиромашна земја, немаме леп да јадеме, не за кучиња. Големо благодарам и вам за јавувањето во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Благодарам. Па едно време кучињата беа по селата, по планините, по бачилата. Сега се кучињата по градовите, по зградите. Сега зградите смртат на кучиња. Пошто и стари, и млади, и деца, и женски, и машки, сите пошле и водат кучиња. Не им текнува дека снемува работници, снемува бранители, снемува она. Овие не се женат, не се мажат. Дали е глупава мода водење на куќе, дали е навика, дали е потреба, дали не знам што е веќе. Не знам. Посебно златни убави жени, женски, кои водат кучиња. Зошто ги водат? Не сакам да прачувам јавно зошто ги водат. Дали е стварно затоа, дали не е? Нека се јави некоја, нека каже. Значи... Вака сега, еве имаме и голем број на бездомни кучиња, скитници. Како според вас институциите треба да го решат овој проблем? Па ако има прирост на кучиња, а нема прирост на население, се знае што треба се прави. Човекот каде по Германија, по тие западни земји, и лекцијата е готово. Ако е скитник. Овие што ги чуваат под граѓи, ги чуваат, се знае ги чуваат. Макар ако ќе излезат, ништо не е безбедно и само загадуваат, мочат кај сакат, но... Благодарам многу за јавувањето. Ете, слушнавте што рече гледачот, а сега и ќе продолжиме со уште еден твит. Не случајно можете и да се надоврзате на она што го зборуваат, односно пишуваат твитерџи. Димитар Вел напишал, под 1. Битола оваа година добија буџет од 32 милиони евра. Од тој буџет ни 0,5% не се потребни за изградба и одржување на некаква установа за бездомни животни. На 15 метри од каде што има улични кучиња во градот има и продавница за миленици. 15 метри го дели едно куче што не знае што ќе јаде, што е болно, валкано и клоцано од друго куче што секој ден е нахрането, социјализирано, измиено и има шанса да биде вдомено. И приватниците треба да земат одговорност и да се залагаат за градот во кој што живеат и да вложат во општеството од кое прават пари. Па има ли државата капацитет да се справи со овој проблем? Како е решен проблемот со кучиња скитници во вашето место, општина, град? Можете и состојбата каква е од каде што се јавувате да ни предочите. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот. Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте.
Телевизорот е намален, ама ептен до нула, значи. Одлично, јас ве слушам добро, повелете. Тина, јас се јавувам од населба Радишен. Добро. Значи, тоа е нешто над Бутел таму и едно време важеше за најчисте и за што се вика, населба за шетање, за воздух, за рекреација, за се. Меѓутоа, сега нашата населба стана населба на кучиња и на измет од кучиња. Значи, да ти се слоши, не дај Боже, значи човек на улица не може да видиш некој да ти помогне, а кучиња колку сакаш. Јас лично сум касната од куче скитник, овде околу зградите, мислам, ги ранат луѓево, ги чуваат и они си чуваат територии таму околу луѓето кои што ги познаваат. Ако дојде некој од друга улица, да речеме, што не врви секој ден, они напаѓаат. Еве, јас сум касната и то подмукло. Значи, нити да го закачаш, нити да го погледнеш, ни ништо, лежеше на земја и тргна по мене. Јас застанав, тоа застана, ја мрдни чекор, тоа едно чека и додека не ме касна, не ме остави, значи. И после на тетанус ваму таму, оштетите ја работи не барав. Меѓутоа, тоа беше пред многу години, истото тоа се случува и сега. Еден комшија пред 5 дена го касна куче, онака. Така, ќе подсетам само внимателно, тајмерот е 90 секунди, но можете слободно повторно да завртите за нови 90 секунди. Благодарам секако и за јавувањето. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте, повелете. Се јавувам од Кавадарци. Каква е состојбата во Кавадарци? Во Кавадарци е состојбата нешто феноменално. Така да нашиот градоначалник не само за народот што мисли за кучињата скитници, има некој таму вакво што ги собира, па некој кој сака да си ги зимат и ги гледат. И од убаво, најубаво за нашиот град Кавадарци и за нашиот градоначалник многу поздрав, што немаме скитници кучиња и што досега никој не се пожалал дека го нападнал куче скитник. Дали тоа значи дека редовно се заловуваат уличните кучиња, се сместуваат во стационар во Кавадарци? Да. Имаме такво место, што градоначалникот има такви луѓе запослено и се под окей. Пријатно и фала. Благодарам многу за јавувањето. Секако продолжете да не следите и благодарам и ве што слушнавме пофални зборови за состојбата во Кавадарци. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Јас сум од Кавадарци. Добро. Ме слушате? Да, ве слушаме, повелете. 30 години. 30 години сум. Колку години? 30. А еве во Кавадарци пред малку гледачката пофали дека немате проблем со... Да, ве слушаме. Пред малку гледачката го пофали Кавадарци дека нема проблем со кучиња скитници. Вие што ќе кажете за темата? Добро, благодарам многу за јавувањето, иако беше кусо. Јас се надевам и веќе мора да потенцирам уште еднаш, да не заборавиме со вртењето на телефонскиот број 0233070005. Ве замолувам веднаш внимавајте на оној технички дел, задолжително намалување на тонот на телевизорот, за да нема нели повторување, досање на звукот и секако чувство дека не ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Јас дали да дадам шанса и веќе, бидејќи црвена линија апсолутно е ориентирана кон гледачите кои што сакаме во живот да ги вклучиме, ќе се обидам уште еднаш ако не продолжуваме со Твитерџи. Добар ден. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Секако на црвена линија сте. Благодарам. Па вака, се јавувам од Охрид, сум касна 2 пати од куче, и еднаш ме нападна глутница, среќа што значи најде кола, застана воздашот, се разбега, спас, а иначе сум љубител да пешачам од градот до Костозглобна и назад и така се
се спаси од тој, да речеме, граѓани што застана и ги разбрка. Сега вака, за кучињава, значи е голем проблем на сите градови, на сите градоначалници. Меѓутоа, секој градоначалник, значи, кој што во својата општина треба да направи начин да бидат сите кучиња чипирани. Сите кучиња кои што се здрави, значи, кои се здрави, да носат чип, оние кои што има собственици на име на собственикот, а останатите да бидат на име на општината. Затоа што општината е должна да го плати ризикот кој ќе настане од каснување. Сега, оние кои се болни да бидат еутаназирани и да бидат тргнати. И се додека нашата свест не се достигне до онај степен да може ние повеќе да ги сакаме кучињата, помалку да ги малтретираме. Затоа што и ние сме виновни, затоа што некој ги сака, некој ги храни, но некој ги тепа. Значи, сепак, оној кој ги тепа, сигурно кучето нема да ќе реагира, нема да му прости. Мислам дека се до тогаш, значи, ние ќе имаме скитници низ градот, ќе имаме проблеми од нив, но, значи, и тоа ќе се реши се до оној момент, значи, Благодарам и вам за јавувањето во Црвена линија и ве порака во Фейсбук се подразбира дека навистина многу ни е драго што и ве сте контакти билни ви има во огромен број и преку јавување, но секако и преку коментари и пораки ќе посетам за следете на Фейсбук Црвена линија, секако на Твитер и на Инстаграм. Се уште имате време да на Инстаграм стори одговорите на нашето анкетно прашање. А еве и што ни пишала Анета Панчева. Супер емисија и со задоволство ве гледаме. Темите ви се одлични. Кога станува збор за кучиња, не се проблем само бездомните. Треба една емисија да посветите и на начинот на кој се чуваат домашните кучиња и се шетаат неврзани и без маски. Се чуваат на тераси, собствениците се по цел ден на работа и така натаму. По короната луѓето масовно купуваа кучиња за да може да излегуваат во полициски час. Ври од кучиња да не зборувам измет на секој чекор. Благодарам Анета Панчева, секако топло препорачуваме еве како и неа и да коментирате и да сугерирате и да ни давате идеи, бидејќи оние теми кои што ги отвараме се всушност инспирација токму од секојдневието и животот кој што го живееме сите ние. Дојде и времето да проследиме заедно реклами. Сега делот од Црвена линија каде што треба да соопштиме како изгледаат резултатите од денешната Инстаграм стори анкета, па еве на прашањето дали се чувствувате сигурно кога поминувате покрај бездомни кучиња, со да одговорија 12%, а со не 88%. Како и да е, овде останува да ви се заблагодарам на сите вас кои што земавте учество во анкетата. Сега веќе можете и визуелно да видите. Еве не е лошо уште еднаш само да ве посетам да не заследите и на Инстаграм, секако и на Фейсбук и Твитер. И веќе утре секако ќе имаме нова тема во која што верувам ќе ве има во уште поголем број. Како и да е, големо благодарам за сите оние кои што се вклучија во ова денешно издание на Црвена линија и истите тие да ги поканиме, се разбира, на едно задоволство, едно незаборавно дружење, далеку порелаксирана атмосфера, а награди 1 тон. Со оглед на тоа што денес сме вторник, па во игра имаме и секако убави вредни награди. И сега е ред да ве подготвам, затоа внимателно слушајте, послушајте и запомнете ги прашањата, бидејќи секако ќе ви се паднат на тестот наречен Заврти на Телма. Имаме прашање. Латитуда е географска ширина, висина или должина? Потоа, какво е гнездото во романот на Ѓорги Абаджиев? Еве уште едно прашање. По колку животни имало од секој вид на бродот на Ное? Како се вика десертот што се приготвува од ориз, млеко и шекер? Еве уште едно прашање, како се вика јапонскиот специјалитет од зеленчук, сирова риба и варен ориз. Точни одговори ќе кажувате, јас ќе ви делам награди, сите заедно ќе уживаме во новото издание на Заврти на Телма. Се гледаме веднаш.
со вас.